По 6.000 денари за секој првоодделенец од следната учебна година, најави градоначалникот на општина Старо Нагоричане Мирослав Славковски. Општината продолжува и со поддршката за секое новороденче и дополнителни средства за семејството за трошоци за вода. Се планира и ослободување од плаќање надомест за комунален смет за одредена група граѓани. На кој начин општината ги поддржува деветооделенците и за сите останати субвенции од изјавата во продолжение. Во делот на јавниот превоз исто имаме проблеми, значи општината на последната седница донесе одлука за субвенционирање на линијата на превоз за превоз што е од Куманово до цело Деловце, затоа што имаме мал број на корисници, реално изведувачите не се во тој дел покриени, нема доволен број на патници, општината излезе во пресред на превозникот и на населението за да се одржи таа линија, да функционира. Ќе инвестираме од наши средства, ќе дадеме субвенција за таа линија да биде функционална. Ќе работиме во нареден период и на линијата за село Бајловце. Таа линија беше активна до 2016 година, од 2016 е укината поради незаинтересираност, односно нерентабилност на истата. Компаниите неколку пати имаме распишуване јавен оглас, не се пријавува никој затоа што немаме интерес за истата. Сега ќе направиме напори да направиме измена на возниот ред, односно да дозволиме на истиот превозник кој би бил заинтересиран да влегува во Младо Нагоричане, да покриеме дел на барањата на жителите од Младо Нагоричане и да успееме да обезбедиме превоз за тие лица, макар еднаш дневно одење и враќање. Значи, ќе биде успех затоа што скоро 10 години немаме превоз и е штета. Значи, одсечени се без никаков јавен превоз. Со одлука на Совет, односно сега е веќе предлог одлука, на наредната седница ќе донесеме одлука за зголемување на средства. До сега во општината за првооделенчиња, за сите запишани првооделенчиња, 4.000 денара беше износот за првооделенчен. На предлог на мој предлог и на предлог на Советот ќе биде одлука предложена од 6.000 денари да биде, значи од есен тој дел продолжува поддршката во однос на секое новороденче кое што ќе биде родено на територија на општина Старо Нагоричане со родители на адреса на живење на општина Старо Нагоричане, односно на еднократната помош е 30.000 денари, плюс доколку се корисници на вода од јавното комунално претпријатие 15 кубни метри во период од 2 години. Доколку не се корисници, се исплаќа износ за тие средства што ги му следуваат, иако не се корисници на вода од јавното претпријатие. Потоа, општината ќе остане сојузник на учениците на деветолетка, односно децата кои идат на екскурзија, наставничка екскурзија, средства од општината ќе бидат целосно покриени од општината. Тродневна екскурзија се организира во месец мај. Мислам дека прва година беше лани успешно реализирана, сега ќе биде втора година, значи остануваме покровители на тој проект од општината. Ќе дадеме предлог одлука на наредниот совет за ослободување од плаќање на надомест на комунален смет на секој корисник на јавното комунално претпријатие Козјак, Старо Нагоричане, во чии семејства има лица со посебни потреби. Значи, тој дел ќе го финансира општината, односно средствата ќе ги покрива општината на јавното претпријатие, лицата ќе поднесуваат соодветни барања, ќе има комисија формирана и за истите ќе ги ослободиме од надомест за плаќање на комунален отпад.